Направено е уредување на теренот, поставена е вага за мерење на отпадот, пумпа за собирање на отпадни води и други брзи мерки, што се дел од првата фаза за стандардизирање на депонијата Русино. За почеток на втора фаза, градење на инфраструктура и воспоставување на системот за управување со отпад, се очекува заем од Европската банка за обнова и развој. Увид во активностите на терен денес направија функционери од локалната и централната власт. Ова е првата фаза, ние имаме сега втората фаза е да продолжиме инвестицијата за собирање на отпад на целата држава, заради тоа ние имаме предлог закон за заем од ЕБОР. Сега за жал уште после 5 месеци е во собрание, не помина во комисија. Кога тоа ќе помине, ние ќе можеме да инвестираме на базична инфраструктура, заради сите сме свесни, општините за жал немаат финансиски моќ сам да инвестират, заради тоа ние ќе земеме средства од заем да помогнеме. Денеска можев да видам дека со швајцарската инвестиција за неколку месеци всушност направивме огромна разлика по она што го видов за време на претходните посети. Физичката работа, работата на машините, работата на тимот овде навистина направи голема разлика за животната средина, за јавното здравје и секако за луѓето од општините од Полошкиот регион. Сега, како што рече министерот, оваа прва фаза од проектот ќе заврши на крајот на декември, а се надеваме дека втората фаза може да започне доколку законот за заемот од ЕБОР помине во собранието. Со тој закон треба да имаме и грант од швајцарската влада. Има ред од приемот на отпадот, мерење, одлагање, одржување и покривање. Тоа е целиот процес кој се води тука. За да се одржи ова, нормално треба сите ние да бидеме многу сериозни во нашата работа, да бидеме тие кои ќе се грижиме да се наплатат сите задолжувања кон депонија Русино, да побараме нови финансиски средства. Ова е добар пример како соработката на локално, централно ниво и со меѓународна поддршка може да имаме успешен проект. Сигурно дека и понатаму треба ова соработка да биде многу блиска за да трајно се реши проблемот со менаџирање со отпадот. Сигурно дека тоа не значи дека понатаму ќе се оди со истиот начин на третирање во депонијата, туку ќе се разгледат начините на менаџирање со нула отпад, кои исто така се во нашите проекции и како градоначелник но како и Полошки регион. Се надевам и после новата година сите политички партии да го поддржиме долгот што треба да се земе од Европската банка за развој и да видиме една европска депонија така како што треба да функционира во Русино. На депонијата Русино дневно се носи околу 200 тони ѓубре од 9 полошки општини, а во летната сезона и до 400 тони дневно.